Йоу! Не е само Дуксер, има и многу други работи. О мај гад. Ко телевизор е буквално. О мај гад, it's here. Здраво! Добре дојавте во моето ново видео. Денес решив да снимам видео само од една причина, а тоа е дека имам работи што ми стигна да ги анбокснам и бевко не можам едноставно работиве да ги отворам без вас. Го замислувам како кратко видео, ама колку време ќе ми треба да испотворам и да ги разгледам работите, можеби нема биде толку кратко. Не знам дали ги знаете вие овие работи. Затоа што не знам колку што сте тука на главниот канал, сте и на Stefan Plays. Ако сте по стримови сигурно сте ги виделе овие работи. Работи што не знам дали сум ги покажал некојаш тука. Оваа панда ја купив од Ikea на враќање кога бев од одмор. Тука ми е плей батончето, тука го имаме PewDiePie, ова е свеќа. Тука имаме Fortnite и Wonder Woman позади, Fortnite Jones колку сакаш, тука имам вакво, тука имам вакви кредитации и чуда, тука имам Кратос и два што се паднати од некоја причина, тука имам се кутиите, тука имам Creeper, тука имам Quickie, една остана кај мене, секако без име, зашто морав да имам и овакво. Тука ми се некои кутии и хакерс од филмот. Сега одиме на unboxing. Првото нешто што ги имам тука, не можам од друга страна да го покажам, содржи доста лични информации, е од Discord. Не знам колку следите и на Instagram и сегде кога објавив дека мојот Discord сервер доби партнершип, а претходно имаше и verification и официјално сме она најреткото што може да имаш и verification и partnership, геле двете. Не знам колку и дали во Македонија постојат такви сервери, ама сум многу горд на мене и на сите луѓе што се на серверот, така да ако и вие не сте на серверот, придружете се, линк имате како и секогаш доле. Со тоа што добив партнершип, официјално нели кога сум партнер, прво ме следува оној класичен марч што они го даваат или некаков си дуксер. Мислам дека од тоа што читав можно е нон-стоп да добивам работи, секогаш кога ќе имаат некаков си дроп на нешто, така што ова е првата кутија што ја добивам јас како партнер и едва чекам да видам што има внатре. Јас оваа кутија ја добив пред 1-2 недели. Поради тоа што имав премногу обврски, буквално ја заборив кутијата и заборив дека постои, заборив дека треба некогаш да снимам видео. Со што да отворам со клучеви ќе отворам. Јоу, ова работи многу добро да отвораш залепени работи со клучеви. Гледајте каква е одма кутијата тука. Discord. Еве гледате вие што има внатре. Јоу, не е само Дуксер, има и многу други работи. Каква е пакувањето? Чекај да ве земам тука да ви покажам. Ова се валја стикери, ова е Imagine a Place, Discord. Што вика? Hey partners, as we celebrate our 6th birthday and the snazzy new look, we want to take a moment to thank you for the people who got us here. That's you and your communities. For the past 6 years we've been lucky to create a space you can call home, and you made those homes welcoming corners of the internet where people can be passionate about their interests and really be themselves. You did that, and damn is that awesome. For everyone at Discord, thank you. Here's to all the good times still to come. Love the Discord community team. Йоу, колку кјут и колку е добар брендингот. Колку ова плаво со ова жолто одговара и колку е добро. Ќе ги видиме сите стикери убаво, а што е ова? Ова е бедж некој. Леле, колку добро изгледа. I love this. На што ќе го закачам? И ова е тој фамозен дуксер што сега ќе ви го покажам и поблиску и валјда тоа уствари види го пакувањето, значи види што се овие. Што се овие? Некакви се свиткани харти или се? Сега цело студио со нивки ми биде. Фала Discord. Воопшто не е дебел. Може ова дури на вака навечер кој ќе ми залади и сега си го носам иако е лето. Еве како личи дуксерот, како личи позади. Гледайте и на самите ракави има ко вакво, ова е на ракавот доле и на другиот ракав бро, да се шедам по лице и сите да знаат дека сум Discord партнер. Пишува на цел ракав Discord партнер. И самите врвки од дуксерот пишува Discord партнер. Да го облечам да го видите. Ова изгледа преако и ова е многу комфи, ми е скроз точно, значи многу ги обожавам деталите што ги има и тука, и тука, и тука. Ба се радувам, многу е убав материјалот и многу комфи онака некако. Која да сум си го одбрал. Ова ми е малце онака кринге, да пишува толку големо, али не е страшно. Не беше само дуксерот. Имаме тука уште бедж и имаме стикери. Гледайте колку е добро. Тука пишува Discord партнер.
Бро! Јас секогаш носам ранец со мене, така што можеби е многу добра идеја да го закачам на ранеца, а ми е страв да не го изгубам. Ќе размислам каде да е ова на безбедно, и многу тежи. Многу повеќе тежи од тоа што мислите. Ќе мислите беџа, ама некако баш е тешко. Тоа вајда значи дека е quality. Многу се радам ја вакви ситници, значи не знам дали кога гледате видеото сте како што му е набудала, колку се хајпа за бедж, ама не знам, многу ми се кјут вакви работи, ја многу сакам ситници, така да јас сум човек што премногу се радува на вакви ситни работи. Последното се сите овие стикери, само како ќе морам да ги скинам тука. Нема друг начин да ги отвориш стикери. Имам многу стикери. Чекај, најголемиот да бе Wumpus on board. Можам да ставам на кола. Дека вакви нели ставаат за baby on board. Ја можам да ставам Wumpus on board, чекај, тоа е преако. Пишува тука на вакво Discord. Партнер, вајде ти идат заедно, ова е партнер и гледај како свети. Колку е amazing. Има Wumpus стикерче, има уште еден Wumpus и има уште едно Discord партнер беджче, што и ова ми се свија премногу посебно како свети и морам да го ставам на некој посебно место. Damn, ова е amazing и ова е благодарение на вас луѓе, што веќе не има на Discord, не знам, некои скоро 2000 луѓе. Така што ако не сте придружени на Дискордот, стварно се трудиме да го направиме онака место за сите, за секој да има по нешто, има премногу канали, премногу различни интереси за све. Би рекол дека превладува геймингот, ама нема врска, има онакви во генерал се прави муабет за се што можете и не можете да замислите и сите соби онака. Не знам, многу е добро, има и предлог филмови, и миленичиња, и уметност, и се има. Придружете се на Discord серверот, свави ќе ми значи многу да сте и вие дел од ова, можеби за некое време ќе отвараме пак вакво Discord. Толку од Discord. Сега, следниот дел од видеото е поврзано со Stranger Things, со тоа што тоа нели не го добив, го купив како мислам дека нивен си дел од официјален мерч, не е мерч, туку е многу нешто поинтересно за мене. Ова треба да содржи две работи, се надевам, за да ви кажам што се прво морам да отворам со мојот феноменален клуч. Oh my god, окей, дојде со мене. Йоу. Ко телевизор е буквално. Oh my god, it's here. Upside down капсула. Луѓе, две вакви што со надежки ми дадат два различни карактери. Ќе ви дадам повеќе детали само што ќе почнеме да отвараме, ама тука се конечно ова мало нешто содржи многу. Оваа капсула значи ова. Дека во секоја капсула има различен карактер, ова пример силуета од Хопер, ама не значи дека мене ми е Хопер даден. Во самото внатре треба да има наква шема каде што можете да видите кој се може да ми се падне. Ги нема сите карактери од Stranger Things, ама ова е од новата сезона луѓе, значи од четвртата сезона карактери. Буквално е мало телевизорче и на крај ова ќе го ставам таму на полицијата што ви ги покажав на почеток на видеото и карактерот ќе стои над телевизорчето. И сега кутијата ја отвараме. Oh my god! Collect them all. Еве ги опциите кои се може да ми се падне, значи ги имаме Майк, Дастин, Лукас, Макс, оно и со пиците, Еди, ова, Стив, Хопер, Демогоргон и Eleven. Ова вика Stranger Things, Sticker Reveal 1 TV Card. Имаме касета. Уствари цело време собираме клуз за ние успат додека ги отвараме овие работи да погодиме кој е тука внатре луѓе. Гледа колку многу работи има внатре. Значи ја вадам од преска и уште не можам да стигнам се да извадам. Што е ова? Бро, окей, отвараме полека све. Како да знам што е прво? Окей, ова е четворка, ова е петка. Првото е оваа касета што вика Mixtape for You, Clue Cards и ова е првото нешто што треба да го отвориме. И сега заедно отвараме и гледаме што има внатре. Првото нешто ни дава вакво точаче. Паднато тука, дали ова е Will? Тоест Will го нема во овие. Добив уште една картичка со чеклист, да си ги собираш сите. И тука имаме Help Jonathan to develop his photo. Значи јас требава да го полијам луѓе со вода, за да сликата на Джонатан ја полијам кој што праја во серијата. Јас решив ова да седи тука.
и малку да пробам само да навлажнувам со рака. Не знам дали тоа ќе биде возможно. Возможно е! Луѓе, дали гледате што се дешава? Јоу! Луѓе, ова ќе да значи дека Еди, ете го, првиот клуч што го добивме, вика Hellfire Club. Следно е нешто што имаме тука. Изгледа вака. Hellfire Club. Од позади имам, ми вика ова да го излупам за да добијам некаков си стикер од него. А тука имам обичен арт, значи имам Stranger Things, и имам Hellfire Club, цела соба се Hellfire Club. Мислам луѓе дека ова мора да е Еди. Луѓе, this is it. What? Йоу! Йоу, гледате што се излупи. Ама не ќам да го изгубам Hellfire Club, ова изгледа преако, чекай ќе го залепам од позади ова. Имаме ко постер од сите карактери. Карактерот се наоѓа во ова, а во ова се наоѓа некој негов предмет. Сега валјда преку ова би дознале дали би бил можеби Дастин или би било ова Еди. Не може да биде ништо друго. Има уште нешто внатре, две вакви се отварат посебни. Ова е тројка и четворка. Леле, колку е добро, човече. Hellfire Club и гитара. О мај гад! Значи, гледайте ве молам. Луѓе, не можам да ви ги доловам деталите на ова, значи сакам онака скрос од блиско да ви покажам маичката Hellfire Club. Видете секако личи, значи ова е amazing. Многу е мало, ама многу добро изгледа и е тешко. Јас сум многу среќен да видиме сега што ќе се бане друго. Свати ви дека го правам предолго видео, така да ова второва мора да оди побрзо. Roll for your life. Dice don't die. Дали ова нешто од D&D? Ова се тикви. Тиквите секогаш одат кај Хопер. Ова е референс, мислам дека на тиквите што он се бунеше дека му ги уништуваат фабриката или не знам што таму, што правеа оние русите. Што добивам? Видете каков стикер сега одлепив. О мај гад, колку е ова добро. Ова се пак тикви. Ова е пак поврзано со тие тиквите. Тука имаме нова карта што треба да ја потопам. Океј, ова мора биде Хопер. Еве што ми откри вората. Американско знаме. Не сум многу среќен што ми се паѓа Хопер, ако стварно е он. Повеќе се надевав, не знам, премногу ми кют Макс и многу ќе се радував за Стив. Ова е Макс, ова е Стив доле. Не се ни ефтини овие, така што мислам дека не ви купував валјда пак за да пробам да ги добијам нив. Првиот предмет е буквално тиква. Вториот предмет е премало торче. Без размислување. It's our guy Hopper. Значи, гледате каков е и он направен кют. Еве му го торчат. Мене ми се падна они, ако некад нарачам пак ќе ви кажам, па ќе видите кој ќе ми се падне друг. Ми снема овој батерија и се буквално сум на крај. Леле, знам што заборев да ви кажам. Луѓе, почнав да играм пак Pokemon Go. Ќе ви го оставам мојот код тука на екран, ако сакате да ме аднете. Мислам дека со тоа, со Pokemon ќе ве замарам многу повеќе и се мислам да снимам пак видео за тоа. Не знам, некаде пример ко водно да одам некаде да ловам и да ви снимам видео се што фаќам и да ве известам до кај сум и шо сум и зашто играм пак Pokemon Go и како играм и шо правам и... Ама за ова сум многу возбуден, ова ми го смени животот последните 10 дена, само тоа правам. Така да, ве молам, пишете ми у коментари ако сакате да видите видео за тоа, ако сакате да направам посебно Pokemon Go видео. Камерава пишти, сака се изгаси. Фала што гледате видеото, лајкнете го, коментирате, субскрајбнете се и ние се гледаме скоро. Чао!